Водата во Гостивар и натаму е целосно неупотреблива, согласно последните резултати од анализите на мострите. Управувачкиот комитет за справување со кризи ги повика гостиварци натаму строго да ја почитуваат забраната за користење на водата од водоводната мрежа, а на денешната седница донесаа дополнителни заклучоци и мерки за заштита на здравието на граѓаните. А додека трае забраната, општините Куманово, Тетово, Дебар, Кичево, Кавадарци и Неготино да обезбедат техничка вода со сопствени цистерни, а во приправност и армиските цистерни кои ќе се ангажираат доколку има потреба. Главниот штаб ја задолжи општина Гостивар итно да предложи локации и контакт лица за воспоставување пунктови за дотурна техничка вода за објектите од витално значење. Истовремено, Институтот за јавно здравје, Јавното предпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи. Тоа што се случува во Гостивар е трагедија и тука мора да има сериозна одговорност, вели градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски, кој посочи дека екипите на Скопски водовод се веќе на терен и работат на тоа гостиварци што побрзо да добијат чиста и безбедна вода. Најпрво да се овозможи технички исправна вода и целиот процес да го овозможат таму и ќе останат до крај на процесот дел од нашите вработени за да помогнат таму. Дополнително ќе работиме и ќе помагаме во делот да и пивка вода се обезбеди, но прво мораме технички исправна вода да обезбедиме за населението, а до тогаш како претседател на ЗЕЛС повикав освен владата онаа сериозна помош која што ја дава во Гостивар, повикав и останатите градоначалници од државата да се приклучат со обезбедување на вода и веќе денеска мислам дека неколку цистерни ќе бидат присутни таму како поддршка. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак за Канал 5 велат дека до крајот на денот или евентуално утре изутрина ќе се знаат и резултатите од новите мостри за квалитетот на водата во Гостивар, кои треба да покажат дали состојбата се подобрува.